Добар ден, почитувани членови на Советот на Општина Куманово, почитувани представници на Општинската администрација, почитувани представници на јавните предпријатија, почитувани представници на медиумите. Ја отварам 42-та седница на Советот на Општина Куманово и за нејзина работа го предлагам дневниот ред кој сите ние го добивме вообичаено по електронска пошта. Отварам расправа по вака предложениот дневен ред. Дали некој бара збор, повелете. За збор се јави советникот Зоран Петрушевски. Повелете. Добар ден на сите. Први што би сакал на почеток да ја завршиме минатата седница со една процедурална забелешка. Веднаш процедурално. Минатата седница се заврши, се заклучи, нема што да зборуваме ние за минатата седница. Минатата седница Добро. Процедурално и полноправно Добро. беше завршена. Повелете, Так. имаме точка дневен ред. Повелете. Так, требаше денеска да ми се извините јавно, бидејќи ме обвинивте дека не сум се обраќал. Повелете, се јавивте за денешниот дневен ред. Дали имате некој предлог, забелешка? Повелете, дискутирате. Благодарам. Значи не сакате да се извините. Добро. Што се однесува до дневниот ред, за граѓаните, не за советниците, имаме предложени само 3 точки од дневен ред. Ќе ги видите кои се за тениските терени, за фудбалскиот терен и еден редовен извештај за финансиско работење на Куманово газ. И нема ништо друго. Во оваа состојба, кога ние имавме и воредни седници овдека за состојбата со вирусот, па не знам колку пари, па што пари, па канти, па трактори, па средства, барем да се потрудевте некаков извештај, нешто да не запознаете што работи општината, општинските органи, односно институциите во општината. Навистина градот ни е преплашен, како и цела Република Македонија, нормално. Овдека пред 3 месеца беше така, на сите звона се звонеше, воредна седница, дајте пари, па нешто почна да се... Повелете, дали имате предлог за нова точка, измена, дополна? Не го злоупотребувајте, зборувајќи дека процедурално вие дискутирате во дневниот ред. Имате ли предлог? Повелете. Вие, повторувам, вие, како председател на Совет, сте задолжени по закон, по статут, да го предлагате дневниот ред. Што значи, најмногу од сите треба да водите сметка за моментот во кој што се наоѓаме. Вие, како да не ве интересира што работат извршните органи во општината? Што значи, имаме програма за работа на усвоена од овдека од Советот. Никаква точка, ништо да не се... Ајде, општината каква е таква, органите начекале мутно, па терат како терат. Но вие сте задолжени за таа работа. Значи, вие никаков предлог, никаква контрола знам дека сум ви омилена тема, ве молам, не злоупотребувајте, ако имате измена вие предлог... злоупотребувате Не, позиција вие во која што се злоупотребувате. наоѓате. Ве молам да не го правите тоа што го правите постојано. Ако имавте дополна, ако сте толку загрижен за работата, ако имате, можевте да излезете, вие сте рамноправен член на Советот, како и останатите. По обичај немате никаква идеја, немате никаков предлог, само сакате да критизирате, празни дискусии, дискредитација и вашата пуста желба некој да седи овдека, некој друг, која не ви се остварува, пак ќе повторам, 28 години. Многу ми е жал, кога ќе имате подобра програма, кога вие ќе ги креирате и програмите и дневните редови, тогаш ќе биде поинаку. А сега имавте полно право да предложите, да дополните, не го искористивте, пак правите злоупотреба, нека ви служи на чест. Повелете, Осама Муадини, повелете. Добар ден на сите, почитувана председателке, почитувани советници. Јас имам процедурално денеска нека биде
последниот ден што седниците ги држиме или не ни се овозможи седницата да биде со превод и на албански јазик. Значи, барам од наредната седница да се обезбедат услови, технички услови од техничката служба, бидејќи додека досега бевме разбирливи за ситуацијата со пандемијата, ама веќе треба да се научиме со ова и изгледа седнице ќе продолжиме да ги одржуваме на ова сала, така да барам од наредната седница да се обезбеди превод и да можеме како законско право и статутарно право да се изразиме и на нашиот на албански јазик, да ги покажеме нашите работи. Благодарам. Ви благодарам. Во право сте дека не можеме да предвидиме, може би и најверојатно и понатаму ќе почитувајќи ги протоколите и мерките за дистанца, ќе ги држиме седниците овдека или на некој друг поширок простор. Дури имавме идеја и тоа да биде на отворено, ама неизвестноста на временските услови тоа не ни го овозможуваат и не е сигурно. Да се обидеме, ако не можеме симултано, како што ги имаме условите во другата сала, да се обидеме да имаме превод консеквентно. Ама тогаш ќе траат повеќе, да знаете, ќе дискутира, па консеквентно, затоа што колку што сум јас запознаена и ако ќе проверам, овдека таков комплетна дислокација на целите кабини се засега не е возможно, меѓутоа и тоа ќе разгледуваме. Ако се навистина условите и прогнозите така дека подолго временски период ќе работиме тука, ќе се обидеме и тоа да го направиме. Имало начини, може би и таа може опрема, а ако не, за почеток, реков, консеквентно ќе преведуваме, па иако трае малку подолго. Дали некој друг бара збор во врска со дневниот ред? Нема. Ја заклучувам дискусијата и вака предложениот дневен ред го ставам на ваше усвојување. Исто така, според новите услови овдека што ги имаме, гласаме исто така со кревање на рака. Кој е за вака предложениот дневен ред? Дваесет и 4 советника гласаа за. Дали има некој против? 1. Воздржан? 1. Констатирам дека со 24 гласа за, 1 против и 1 воздржан го усвоивме денешниот дневен ред од 42-та седница на Советот на општина Куманово и ќе работиме по него. Одиме на првата точка, 3-месечен извештај за финансиско работење на јавното предпријатие Куманово газ Куманово од 1 јануари 2020 до 31 март 2020 година. Отварам расправа по овој квартален извештај. Повелете кој се пријавува за дискусија. За дискусија се пријави советникот Зоран Петрушевски. Повелете. Во однос на овој извештај, 3-месечен финансиски извештај, имам само едно прашање. Од податоците се гледа дека финансиски стоите скоро исто во двата споредбени периода, 2019-2020 година, но има еден момент таму што барам објаснување од вршителот на должноста, директор на ово јавно предпријатие, а тоа е во овој период ми се чини имате дупло помалку приходи од приклучоци. Не ги знам бројките, да кажеме, сте имале негде околу 3 милиона 3 и нешто, а сега во овој период имате скоро половина, 1.500.000, ми се чини така беше, ги нема материјалите, ми се чини дека е дупло помалци. Дали су во право и дали имате некое објаснение зошто тоа е така? Кризата почна после, во март месец, ова е извештај до март, и тоа е она што ме загрижува, зошто толку малку приклучоци, барем тоа така излегува. Благодарам. Благодарам. Повелете, директора.
Добар ден и од мене на сите. Значи, што се однесува до 3-месечниот извештај, односно евидентен факт е дека приходите по однос на приклучоци на нашите корисници се намалени. Тоа е резултат на тоа што во текот на 2019 година, ако не се лажам, мислам дека беше септември или октомври, имаше измена на законот за градење. Како резултат на тој закон, кој што директно го таргетира приклучоците на гасните приклучоци, односно за нашата дејност со која ние се занимаваме. Врз основа на тие измени, односно на законот за градење, постои правилник за формата, начинот на кој што се аплицира, изготвува и кој го потпишува и како се аплицира на самиот систем за добивање на одобрение. Тој правилник се уште не е изготвен, како резултат на тоа граѓаните не може да се приклучат на дистрибутивната гасоводна мрежа. Односно, формата и содржината на самиот приклучок кој што до пред некој време бил во една форма, сега е сосема друга и се менува. Како резултат на кризата, односно ковид кризата која што ја зафати нашата држава, објаснување од Министерството за транспортни врски се дека истата комисија која што го изготвува овој правилник се уште не може да заседава, да се состане, да даде свои мислења и предлози, еве до ден денешен се уште тој правилник не е изготвен во формата согласно измените на законот за градење. Како резултат на тоа ние не може се уште да приклучуваме наши корисници, единствено нешто што може да правиме е да ја шириме нашата дистрибутивна мрежа, што воедно беше направено во текот на овие 3 месеци во должина од 500 метри на делница на улица Доне Божинов и дел од улица Ленинова. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Нема други пријавени дискутанти. Ја заклучувам дискусијата по првата точка од дневниот ред и 3-месечниот извештај за финансиско работење на јавното предпријатие Куманово газ Куманово од 1 јануари до 31 март тековнава година го ставам на усвојување. Ве молам со кревање на рака кој е за тоа да го усвоиме овој 3-месечен извештај. Кој е против? Има ли воздржани? Има таму? Констатирам дека со 18 гласа за, 2 против и 1 воздржан го усвоивме кварталниот извештај на јавното предпријатие Куманово газ од Куманово. Следната точка гласи предлог одлука за дополнување на одлуката за начинот на користење на тенискиот терен 23 октомври Куманово и утврдување на цена на влезниците за 2020 година. Отварам расправа по оваа предлог одлука. Повелете, дали некој ба разбор? За збор се јави советникот Зоран Петрушевски. Повелете. Така, повторно ќе ги подсетам граѓаните, само на минатата седница расправавме за овој правилник, што сега општинската администрација бара да се промени. Што значи, само пред 10 дена, они не успеале да им падне на ум потребата да регулират како спортските клубови ќе екзистираат таму, ќе работат и така натаму. И еве сега ни предлагаат цената за нивното присуство на тениските игралишта да биде 50% од редовната цена. Поздравувам тоа да биде така, но само ќе ве подсетам дека минатата седница токму со исти предлог јас бев за 50% да се намали цената и за останатото граѓанство. И тоа, бидејќи сме во оваа ситуација, кризна и така натаму, да и тие имаат привилегија да по половина цена ги плаќаат услугите, односно да спортуваат таму. Ќе подсетам, за оној дел играње навечер на рефлектори, сите се сложивме дека не може да биде пониска цената, затоа што тоа е ептен услуга и поскапо е горат рефлекторите, но во оној дневен дел навистина целото граѓанство да плаќа пониска цена. Овдека општинската администрација, предлагачот тоа не го прифати,
што значи и вие како мнозинство. А еве сега ни предлагате да бидат поевтини цените за ова. Прифаќам, треба да се поевтини, но треба да се поевтини и апелирам целото граѓанство да плаќа по-ефтина цена. Некни, таму и живеам до душе, гледам така еден куп наши луѓе спортуваат, сакаат да играат и така натаму. Ќе повторам уште нешто, имаше предлог и за време на празниците, државните празници да бидат отворени, тениските терени, вие повторно со тоа не се сложивте. Така, благодарам. Благодарам. Дали некој друг сака да дискутира по оваа точка? Саша Николич, повелете. И останати присутни во сала, почитувани граѓани на општина Куманово. Предлог кој ни е денеска доставен на оваа седница разгледување е интересен и секако треба да се обрне повеќе внимание на оваа тема, бидејќи тенисот како спорт е исклучително развиен во многу држави и на Балкан, и во Европа, и во светот. Тоа не е пример кај нас и затоа треба и оваа одлука, и оваа предлог одлука е добра за да се намали цената за 50%. Не би сакал да се повторувам, колегата Петрушевски тоа убаво го кажа. Убаво би било и нашите сограѓани, рекреативци, истата услуга да ја користат, исто така по поластена цена, односно да ја намалиме за некаде од прилика 50%. Реално гледано, овие тениски игралишта и се оно што е направено во општина Куманово кога станува од спортска инфраструктура, без разлика дали е градена од локална или државна власт, е изградена од парите на нашите граѓани. И нашите граѓани треба да ги уживат сите придобивки од овие спортски терени. Она што е многу битно во овој дел, доколку се донесе одлука денеска да ги ослободиме спортските клубови, односно да им ја намалиме цената за 50%, јас ќе апелирам до општинските власти, ќе апелирам и до спортските клубови. Ако веќе општината ќе им излезе во пресрет да ги намалиме нивните трошкови за 50%, тогаш тие заедно со општината нека се договорат и она партиципација што ја плаќат нашите најмлади сограѓани кои се одлучиле да тренираат тенис, да ја спуштат за најмалку 20 до 30%. Само како за пример, ако се плаќа за една таква услуга, можеби сега цената не е точна, но ако се плаќа 1000 денари на спортските клубови, нашите сограѓани кои тренираат тенис, да се договорат спортските клубови со општината, тоа да чини некаде од 700, ali не повеќе од 800 денари за користење на овие спортски терени тениски. Благодарам и ќе продолжиме понатаму како треба. Благодарам. Дали некој друг се пријавува? Нема други пријавени. Ја заклучувам дискусијата и предлог одлуката за дополнување на одлуката за начинот на користење на тенискиот терен 23 октомври Куманово и утврдување на цена на влезниците за 2020 година ја ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за тоа да ја усвоиме ова одлука. Кој е за? И 9. Кој е против? Воздржан? Нема. Констатирам дека едногласно со 29 гласа за, ниту еден против и воздржан, ја усвоивме одлуката за дополнување на одлуката за начинот на користење на овој тениски терен. Следната точка гласи предлог одлука за начинот на користење на градскиот стадион Куманово. Отварам расправа по ова предлог одлука. Повелете. За збор се јави советникот Саша Милковски првен. Повелете. Почитуван председателе, почитувани советници, би сакал да ја пофалам ова одлука за начинот на користење на градскиот стадион Куманово. Колку што знаеме, при крајот на минатата година
спортската сала, стрелиште, Соколана и градскиот стадион беа доделени на трајното користење на општина Куманово. И ова е навистина голем чекор, видејќи голем проблем има нашите дечиња пред се во фудбалот, мора да одат во Речица, во Шупли Камен, а овде убав гест од страна и на општината, што и од Сојузот на спортови, што ќе имаат право на 70 часови, бесплатни часови месечно на терените на градскиот стадион. Така да, ова е навистина за пофалба и треба да продолжиме вака во континуитет и другите спортови. Толку. Благодарам. Ви благодарам и советникот Осама Муадини бараше збор. Повелете. Dobro je što na kraj krajeva zborуваме за спорт и за спортот во Куманово. Куманово град на спортот, што е прогласен ова година. Јас исто би го поздравил одлуката на владата за давање на корист на градскиот стадион на Куманово, но исто така освен тоа треба да знаеме дека општина Куманово треба да носи одговорност за одржување од сега натаму на тој стадион. Значи, тој стадион има историја за градот. Тој стадион беше символ на надпревари, каде што се собира сите граѓани на Куманово, па дури и надвор од неа. Таму произлегува генерации и генерации на фудбалери што настапува на меѓународни такмици, надпревари и донесоа медали и трофеи на Куманово и на граѓаните на Куманово. Но за жал не можеме да зборуваме за спорт, а да не ја спомнуваме политиката. За жал политиката придонесе тој стадион веќе 13 години да биде во такви услови каде што децава немаат и клубовите што го користат тој стадион веќе 13 години. Јас би сакал да упатам до нив една благодарност и пофалба за одржување на стадионот, кој што со само финансирање го одржа барем теренот, кој што сами дава од себе си, и терените што се помошни терени само ги изградија. Значи, за нив треба една благодарница и пофалба и од страна на општината што го одржа тој стадион каков што е. Таму се предвидени според одлуката 17 бесплатни часови користење на тие терени. За мене, или сакам да прашам, зошто ограничување на времето? Кога веќе 13 години, ќе зборувам барам каде што оди син ми да тренира, за КФ Куманово, кои што имаат над 250 дечиња таму, над 10 генерации, кои што учествуваат и во првата, втората лига на дечиња, или како се вика тие, до сега го користеа без никакво ограничување. Сега што подразбира бесплатно, а што ќе биде платено? И дали ќе има ценовник за тоа? Затоа јас барам ова ограничување
да се тргне од тука, додека состојбата со теренот, со стадионот е таков каков што е, што не е инвестирано ништо таму, а од сега натаму општината треба да предвиди тоа. Тоа што треба да се предвиди е, пошто просториите што нема да бидат на корист на клубовите или дечињата таму, треба да се обезбедат од страна на општината, да се обезбедат соблакувална. Тоа може да се случи со 3 бараки на крајот на стадионот да се стават, за да им обезбедат на тие деца и на клубовите кај што ги одржуваат средствата за фудбал, пошто таму нели има некои простории што ги користат оние. Значи, сега треба од општината да земе одговорност и да почне да го одржи. Првин да инвестира, тие трибини треба да се рушат, пошто се за ризик на децава. Туку и просториите соблакувањето што ги користат сега, треба да се најде начин да им се изгради на нив, за да можат да продолжат да тренират таму. Официјално имам слушнато дека Фудбалската федерација на Македонија делил некаде 300.000 евра за Куманово, за стадионот или стадионите што се тука. И би сакал да знам од страна на представникот на одделението за спорт како ќе бидат поделени тие пари и дали од тие пари ќе се обезбедат изградба, првин рушење тие трибини и изградба на нови трибини, за да може градскиот стадион да го враќаме како што беше во 90-те години, како символ на мултиетнички соживет, како што сакате многу минат сад да го викате. Значи, би ве замолил уште еднаш да земете одговорност како општина, да се снајдат средства од буџетот или од општината или буџетот што го спомнав, за тој стадион да дојде во стадион што идните генерации ќе продолжат да бидат и ќе ни носат радост на градот. Доста со политика, да почнеме да мислим за спортот. Благодарам. Ви благодарам. Повелете, раководителя, имате ли пояснување? Соки Ристовски. Почитуване председателке, почитувани советници. Должам неколку до објаснувања. Прво, после неколку годишна правна битка, општина Куманово успеа да го земе стадионот на годишно управување и користење, но се уште не е ставено со одлука на имот на општина Куманово. Она може би сега ќе почнем од последниот говор на последниот советник. Значи, околу фамозните 300.000 евра кои што се спомнуваат од Фудбалската федерација на Македонија, дали и што ќе се инвестира, односно кај ќе се гради, тоа се по мене некои непотврдени или во шпекулативни информации, бидејќи нема ништо потврдено, а и општина Куманово во федерацијата на Фудбалската федерација нема аплицирано или нема побарано финансиски средства за некој спортски објект да се инвестира. Така да ова што го прашувате дали и колку ќе се инвестира, тоа е се уште во домен на шпекулации. Што се однесува, да не кажам, сакам да појаснам, мада голем дел мислам и од граѓаните и од вас присутни сте запознаени, дека фудбалскиот стадион во изминатите 20 на години
е даден на користење и стопанисување на едно спортско здружение кое што имало обврска да го одржува стадионот и да инвестира во стадионот. За жал, освен тренинзите и некои мали ситни одржувања или интервенции што се правени, не. Исто така и на координацијата се зборуваше, нели, кога имаше советничките групи, што е тоа што општината го презема на управување, а тоа е фудбалскиот стадион како целина, но таму има 4 објекти, каде што двата објекта са спортските терени, а другите два са трибина и собликувалните. За жал, трибината и собликувалната се во таква лоша состојба да не може да се користат и затоа во одлуката стои што е тоа што ние ќе им го дадеме на фудбалските клубови на општина Куманово. Во својата дискусија советникот направи една грешка, не е 17 часа, него се 70 часа, тоа е превид, и пред него што се стави оваа одлука на усвојување, би сакал да упатам апел и до председателката и до вас советниците, е направена една техничка грешка, овдека во членот 2 кај што пишува 70 часа на месечно ниво, има техничка грешка, тоа се 70 часа на неделно ниво. Така би сакал кога ќе ја усвојувате одлуката, кога ќе се произнесувате за одлуката, да знаете дека овдека е техничка грешка на неделно ниво. Што се однесува околу тоа како ќе се понатаму ќе се одвиваат тренинзите, ние во општина Куманово имаме неколку фудбалски клубови. Моментално во изминати неколку години го имаат користено фудбалскиот клуб Милано Башкими и тие во изминатите неколку години реално и објективно заради нивните потреби морале да го средуваат стадионот од наједноставното одржувањето на тревата па некои други пропратни елементи. Од сега па натаму, бидејќи е ставено во владење на општина Куманово, општина Куманово со фудбалските клубови ќе мора да изнајде временски период кои фудбалски клубови во кој период ќе тренираат и кои ќе бидат нивните обврски, и обврските на општината и обврските на фудбалските клубови. И затоа овдека во членот 2 нели во вториот пасос стои дека општината ќе ги доуреди или ќе ги допрецизира со договор за користењето на овие бесплатни часови со фудбалските клубови. Така да во принцип овие фудбалски клубови и овие што сега тренира и овие другите кои што се заинтересирани и сакаат да тренираат, ќе се одржи состанок на кај што ќе најдеме заеднички јазик или начин кој во кој термин ќе тренира. Иначе 70 часа на неделно ниво ќе ги задоволи потребите на фудбалските клубови. Тоа е во принцип 7 дена по 10 часа дневно тренинг. Со тоа што рачунајте дека секој ден, например, нели истите категории на фудбалерите, да кажеме од 8-10 до 10-12 години, не тренираат секој ден, него тренираат 3 пати до 4 пати неделно. Така да овие 70 часа ги задоволуваат потребите на фудбалските, ги задоволуваат потребите на фудбалските клубови. Благодарам. И благодарам, Осама Младини, реплика повелете. Почитуван раководител, добро е првин што објаснивме дека се работи за 70 часа неделно, а не месечно, пошто јас со разговор со тренериве на нив минимално 20 часа неделно им треба тренинзи со групите што ги имат. Во врска со тоа што спомнав за Фудбалската федерација, може би се шпекулации, но тие се извори од страна на тренерите и клубовите што тренираат таму, што ги знаат работиве и што веќе распрашале во федерацијата. Но како и да е, добро што спомнавте дека досега не било во собственост на општината стадионот, но штом сега е во собственост и ако се заврши тоа со имотното право,
ако до сега не сте побарале, не сте аплицирале за фонд, за буџет, за пари до федерацијата, сега е крајно време, штом го имате стадионот, тоа да го направите. И да обезбедите средства тој стадион да се изгради и да се врати символот на градот како што беше. Тоа барам. Благодарам. И Жорим бараше збор, поведете. И Мери, се извинувам. Поштовани председателки, поштовани советници, мене ме е нејасно, господин Цоки, да ме појасните ако може. Овие 70 часа, рековте, на неделно ниво ќе бидат. Мислам, за еден клуб тоа ќе трае, така? Ќе биде, бидејќи клубовите сега имаат повеќе генерации. Мислам, од 9 до 10 генерации, тоа го спомна јас само. Второ, ме интересира градскиот стадион. До сега тука се одвива надпревари. Фудбалски надпревари, званични фудбалски надпревари, мислам, одредени од Федерацијата. И сега со ова одлука да не се користи трибината и соблекувалните кои се во очајна состојба и така постојат ризик за децава, дали општината ќе смогне, ќе има сила во овој период сега додека почне сезоната, првенствената сезона, ако почне, ако биде се во ред со ова пандемија, да ја овозможи на децава да настапуваат тука, бидејќи без соблекувални и без малку трибини, али без соблекувални никако немаат можности да играт. Они и тренизите ќе ги одвиваат тешко сега, бидејќи и времето сега гледате како и денеска врнежливо, а што ли ќе биде на есен, пример, кај ќе ги одржат тие тренизи, кај ќе се соблекуваат. Мислам, тука треба да се внимава и на здравјето на децава и треба да се изнајде некој начин, ние како совет, вие како одговорен за спортот и културата, да се направи некој, да се направи, како рече јас, само некоја барака да се наизнесе или било што друго нешто кои децата би ги користеле за соблекување. И да ми појасните дали очекувате некоја инвестиција. Ова само што го кажа, тоа е вистина дека во градот се зборува за тие фамозни што велите вие 300.000 евра од Федерацијата фудбалска. Инаку и точно дека до сега општината наша нема барана од Федерацијата фудбалска за терен и градба такви работи, иако во минатото е понудено такво нешто, не е прифатено. Не знам од кои причини. Меѓутоа сега е времето и вие да поднесете барање и ние да ја помогнеме кои сме околу спортот, да Куманово конечно добие барам еден стадион, налик на стадион, кој би ги исполнил условите за надпреварување. Благодарам. Благодарам, поведете со Христовски. Почитувани советници. Може. Почитувана председателка и почитувани советници. Да не дојде до забуна. 70 часа на неделно ниво е за сите фудбалски клубови. Значи стадионот објективно можеме 10 часа да го користиме дневно. Ние може, значи до што се вика до пред некој време, само еден фудбалски клуб ги користил теренот. Од сега натаму може да се случи да го користат фудбалскиот стадион 2, 3, 4 или 5 клуба за тренинг. Мора да се направи распоред кој кога ќе го користи и во кој временски период. И тоа ќе го направиме откако ќе се донесе одлуката и кога ќе ги викнеме фудбалските клубови кои што сакаат или се заинтересирани да тренираат на градскиот стадион. 70 часа е да. Што се однесува за околу тренинзите. Ја и денеска гледам и во изминатиот период се одржуваат тренинзи. Треба да знаат и фудбалските клубови. Нема протокол за тренинзи за фудбал. Тие на своја рака ги тренираат децата или фудбалерите. Не дај Боже нешто да се случи, кој ќе ја сноси одговорноста?
Ние пред месец дена кога ја донесовме одлуката за отварањето на тениските терени, беше врз основа на протоколот кој го донесе Комисијата за здравство при Министерството за здравство, а усвоено од страна на владата. Владата до ден денеска нема усвоено протокол за тренинзи за колективни спортови. А денеска на градскиот стадион, ако отидеме, или пред некој ден, ќе видиме како еден фудбалски клуб ги тренира своите фудбалери. Што во принцип не би требало да се одржуваат тренинзите. Што се однесува до спортските надпревари. Вие знаете дека и Фудбалската федерација на Македонија, дека спортските надпревари не се одржуваат. Ние до сега на овој стадион, значи бидејќи трибините и собликувалните не се во употребна состојба, не може да се одржуваат регуларни надпревари. Општина Куманово од сега натаму ќе мора да изнајде сили и средства, дали ќе бидат од собствени финансиски средства, дали ќе аплицираме или ќе бараме средства од Фудбалската федерација или од некои други меѓународни фондови или некои фондации, тоа ќе го работиме, значи, општината преку секторот и нормално Сојузот на спортови на Куманово. Затоа и овде как во одлуката велиме дека фудбалските клубови кои што се членки на Сојузот на спортови. Ние по законот за спорт велиме дека секоја општина има Сојуз на спортови, односно сите спортски организации се во кои сакале да се зачленат се во Сојуз на спортови. Јас сега од оваа позиција не можам да кажам дали прво со кои средства или што е предвидено во Фудбалската федерација, например за општина Куманово, да оваа година или наредната година се инвестираат некои финансиски средства во стадионите. Али ние од сега натаму ќе мораме да бидеме поактивни и да устапиме контакт. Јас и затоа во првото моето излагање кажав дека се она што пред 2 или 3 дена мене ми стигна информација дека во Куманово Фудбалската федерација планирала да инвестира или да гради некој на стадион 300.000 евра. Јас затоа велам дека тоа е шпекулација. Се додека општината и институција, орган не е на зборување, не добие на писмено од Фудбалската федерација дека планира или сака да инвестира во фудбалските стадиони на територија на општина Куманово, тоа е веќе друга работа. Тогаш општината може да се договара со федерацијата за стадионот или начинот каде ќе се инвестираат финансиски средства. Јас се согласувам со она што предмалку вие како советници го кажавте, дека може би имате повеќе контакти со тренерите од некои фудбалски клубови, па тие во вашите меѓусебни разговори ви ги пренеле информациите. Али ние како општина немаме ништо званишно и затоа за нас е се уште тоа во домен на шпекулации. Овие 70 часа, затоа да не се повторам, 7 дена се по 10 часа дневно. Ние во наредниот период, утре или задутре, ќе имаме состанок со фудбалските клубови, за да изнајдеме решение и да видиме како и кој ден и во кој временски период ќе тренира со овие. И уште една сакам да повторам, значи овдека сега од сега натаму општината мора да сноси одговорност. Али кога ќе ја сноси одговорноста, значи мора да биде и правно регулирање. Затоа, значи, не може сега некој фудбалски клуб, ако претходно го користил X временски период стадионот, дека ќе мисли дека и понатаму може во такви услови да го користи. Значи, ќе мора да имаме регулација, да го регулираме односот измеѓу општината и фудбалските клубови. И затоа оваа одлука е донесуваме. И затоа велиме дека за сите подетални работи ќе го напишеме во договорот кој што ќе го склучиме понатаму врз основа на оваа одлука. Благодарам. Благодарам, Саша Милковски, бараше збор, повелете. Се слагам со раководителот на секторот за спорт Соки Ристовски. Во разговор со некои фудбалски работници од Куманово, точно се зборува за некоја сума од федерација дека треба да донираат, да се направи нешто, но тоа не се однесува само за градскиот стадион, туку се однесува и за оној терен доле кај спортската сала за кој се уште се води постапка. Колку што сум запознен,
тие од федерацијата уште чекаат да имаат, што се вели, Цоки пред малку спомна, дека во имотен лист не е впишен градскиот стадион и тие чекаат документи званични овие два стадиона да припаднат на општина Куманово, па тогаш да почнат со инвестиции. Благодарам. Ви благодарам и Саша Николич се пријавува, повелете. Почитувана председателка и почитувани колеги советници, јас да земам на кратко збор, бидејќи имам допирни точки со спортот. Апсолутно е за поздравување оваа предлог одлука која ни е денеска доставена за разгледување и очекувам дека едногласно ќе ја прифатиме, се со цел да се стави во функција овој стадион и во периодот кој следи да се таму дотера и да се врати, како што кажа почитуваниот колего, само да се врати гордоста на градот и сите да уживаме во него. Да не зборуваме сега дали се нудат некои пари, дали не се нудат, дали како ќе се трошат. Она што е за поздравување, сите треба да го поздравиме и да го поддржиме. Но она што е апсолутно за критика, и јас овдека сакам јавно да го кажам, тоа е што во период кој е позади нас, општината немало аплицирано, така барем дознавме, нема аплицирано за никакви финансиски средства во Фудбалската федерација на Република Македонија. Тоа е апсолутно неодговорно и тоа треба час поскоро да се промени. Не е само Фудбалската федерација на Република Македонија од каде што може да се барат финансиски средства за обновување, реконструирање на спортските објекти во нашата општина. Тука, како посетување до раководителот, тоа може да се барат и пари може да се аплицира со изготвени, издржани проекти и барања и до Олимпискиот сојуз, односно на Република Македонија, може да се аплицира и до Агенцијата за млади и спорт и апелирам до одговорните во општината тоа да го направат час поскоро за да не ги испуштиме роковите и да не останеме повторно со кратки ракави, бидејќи сме познати во Куманово дека секогаш за нешто доцниме и остануваме без некои финансиски средства кои на нас како општина ни се неопходни за функционирање во овој случај за овие спортски објекти. Што се однесува до тие 70 часа неделно кои ќе бидат ставени на располагање на спортските клубови, почитувани колеги и почитувани граѓани на општина Куманово, тоа е целиот период во една седмица кога имаме ден. Во периодот на годината имаме периоди кога и денот не трае повеќе од 10 часа. Ние таму немаме услови со рефлектори за да можеме време траењето на тренинзите да го пролонгираме. Значи сето она време како ден што е на располагање е ставено во функција на спортските клубови. Така да ова одлука јас како советник ќе ја поддржам во интерес на граѓаните на општина Куманово. Ви благодарам. Дали Цоки Ристовски бара повторно, повелете? Почитувана председателка, почитувани советници, мислам дека после излагањето на претходниот дискутант или советник, должам едно дообјаснување ако нешто не сум се добро разбране. Општината Куманово досега не можела да аплицира и не можела да поднесе проект во ниедна институција, невладина организација или федерација за финансиски средства или за реконструкција на спортскиот објект, во овој случај станува збор за стадионот, затоа што не е во владение на општина Куманово. Не е во собствено, али не, значи до пред месец дена не е било ни во владение. Во владение е било на едно спортско здружение кое што го добила на 20 или 30 години со право да инвестира и да го одржува и да тренира, и тоа е најчесто биле двата фудбалски клуба кои што го користеле, фудбалскиот клуб Милано и фудбалскиот клуб Бешкими. Значи, општина Куманово и да сакала не можела да поднесе барање. Од сега натаму, општина Куманово, нормално, бидејќи е во управувањето на општината,
ќе поднесе, прво мора да се направи за трибините премери пресметка за реконструкција или за изградба на нови објекти, сега да не го оптеретам. Значи прво мора да се направи тие работи за да ние во одредени институции или во одредени во државата, како што е агенција, починејќи од агенцијата за млади и спорт па понатаму, да поднесаме барање или да бараме финансиски средства. Ние најверојатно претпоставувам дека следнава година кој ќе се усвои буџетот за 2021 година, ќе мораме да предвидуваме финансиски средства за одржување на спортски објекти. Овдека денеска зборуваме за фудбалскиот клуб, али не е само фудбалскиот стадион, али не, за одржување ние добивме и спортската сала и Соколана. Значи ние имаме повеќе спортски објекти на кои што ќе мораме во натамошниот период да посветиме малку повеќе внимание и пажња за одржувањето на овие објекти. Благодарам. Благодарам сам. Првин Саша Николич, всушност. Реплика, па тогаш сам. Да. Почитувам раководител на сектор. Значи, кога кажав дека општината не аплицирала до овие што ги направија, значи Фудбалската федерација на Македонија, бидејќи станува збориме за фудбал, значи имаме Кошаркарска федерација, одбојкарска, сега да не ги сите набројувам. Имаме Олимписки комитет на Република Македонија, имаме Агенција за млади и спорт. Јас само говорам и јасно кажувам дека за овој период од месец еден наваму, нормално дека е краток период, но и период кој е пред нас, односно зад нас, општината има многу малку барано средства од овие институции кои претходно ги набројав. Ако не е така, демантирајте. Значи, нашиот град има проблем со спорт. Нашите спортски клубови се во тешки финансиски состојби. Сега пред малку донесовме одлука каде на тениските клубови им ја намалуваме сумата што треба да ја плаќат на 50%. Добар гест. Затоа говорам. Значи, вие како сектор и општина Куманово, поддржани од нас овдека советниците, треба да бараме финансиски средства таму кај што ги има или колку ги има. Затоа кажувам, да не се чека, него веднаш да се стапи во изготвување на одржливи проекти, програми кои ќе го дигнат спортот во Куманово. Сега збориме за фудбал, и сте состојбата и со другите спортови. Што ќе кажеме за стрелачкиот клуб кога немаме стрелиште? И да не ги набројувам сите други клубови. Ќе го спомнам одбојкарскиот клуб. Се имаше подем во нашиот град, сите кои игра одбојка беа наши сограѓани. За 5000 евра клубот се затвори. Играше во прва државна лига. Затоа говорам, општината, секторот, ние советниците максимално треба да се ставиме во функција за да дојдеме до финансиски средства каде што ќе им помагаме на спортските клубови таму кај што се најтенке, тоа се финансиите. Да не се лажеме, ако сакаме врвен спорт во Куманово, ако сакаме врвен спорт во Македонија, тоа не можеме да го направиме ако немаме финансиски средства, а фала Богу, кога се среди овој фудбалски стадион, ќе бидеме горе-доле со сите инфраструктурни објекти задоволени потребите на граѓаните во општина Куманово, за сите спорт. Сериозен пристап, сериозна работа, ќе има резултати на крај. Ви благодарам. Благодарам. Повелете само Младин. Еднаш раководителе сакал да не го мешате баш Кими за користење на стадионот, пошто он веќе 15 години има свој стадион. Тамо едно време го користеше и Гоблен кога играше на втората лига, но заради условите оние кратко го користеа стадионот за надпревари и надпреварите ги одржа надвор Куманово, за жал заради условите што се во тој стадион за одржување на надпревари. Уште нешто би сакал да напоменам и барање до јавните предпријатија сега, честито и зеленино и водовод, ќе треба и оние од сега натаму, таму од тие што треба да од ѓуброто или што треба да се собере, да влезат и во стадионот, да го соберат тоа што треба, за да биде
čist i stadionot. Isto tako vodovod, problemi što ima so vodovodna mreža tamo vnatre za vodovodovanje na stadionot i oni imat problemi do sega, rekov, so samo financira, održa i vodovodna ta mreža. I ušte jedno, tamo u stadionot nema struja. Treba da se predvide so evena, opštinata, da im obezbedi struja na stadionot za koristenje na naredната за съоблекувални за такви работи. Благодаря. Ви благодарам. Неколку збора јас да кажам од сето ова што го говорите и многу ми е драго што предизвика интерес и треба да предизвика, бидејќи со години овој стадион е во лоша состојба. За жал тие што го владееле, управувале, освен што ете може би околу тревата се грижеле, друго се оставиле во катастрофална состојба. Дури ова што го говорите сега ме инспирира кога се примо предава, така е барем во правото, еден објект, било кој, каков и да е, од владение еден на друг, тој што го користел дотогаш, тој има обрска. Така еве, имаме и со деловните објекти и општината кои ги досега што е собственик или ги владеела, и воопшто и во приватните односи, кога имаме закуподавачки односи, тој што го напушта просторот, станот, објектот, тој има обврска. Да си го среди во најмала рака ѓубрето да си го собере, да си ги подмири трошоците за струја, за вода, меѓутоа тоа е што е, сепак да се водиме од јавниот интерес, а јавниот интерес е да го ставиме стадионот што поскоро во функција, доколку можеме исто така што поскоро да му го вратиме, ако не првобитниот сјај, барем да биде по сите критериуми и протоколи безбеден, како што кажавте и сите вие се согласуваме со вас за употреба, за користење. Токму затоа и кога се договаравме околу оваа одлука, инсистиравме да биде сега даден во употреба и на користење на фудбалските клубови само тревните површини, само игралиштето, големото и помошното, а знаеме, потполно сме свесни сите, не мора да сме спортски работници како вас, секој е чест на вас, меѓутоа сме потполно свесни дека е нужна потреба и од соблекувални и од трибини, меѓутоа подобро е еден извесен период да не ги користат, да се снаоѓаат претходно, тренувајќи од дома или како и да е, отколку да ги доведеме во ризик, не де Боже да биде загрозен животот, безбедноста и здравието, пред се на дечињата и на младите луѓе кои таму ќе тренираат. Меѓутоа, исто така се придружувам на апелите на сите претходни советници, овој надлежен сектор, во најскор можен рок да ги превземе и да почне да работи, како што каже и раководителот, пред се на мапирање на состојбата како што е, потребите и од градежни и од други инвестиции и се разбира, секогаш останува, сега кога е веќе во наше владение, онаму каде што ни се достапни било кои, дали вакви фондови, државни, спортски, дури меѓународни, во најскор можен рок да се аплицира и да можеме да имаме стадион со сите критериуми во кои понатаму ќе се одвиваат и надпревари. Мислам дека тука и немаме разлики во мислењето, можеби од голема желба што поскоро да профункционира, па ете додаваме и дополнуваме идеи, меѓутоа состојбата е таква како што е. Добро е што барем после долго време нерегулирани, дури би кажала во известна мерка и сомнителни односи на користење и се конечно се враќа во владение државно, бидејќи се што е општинско исто така дел од државата, па да бидеме и ние совесен управувач, совесен владетел од сега па натаму. Нека се почне, нека се негува спортот, младите и граѓаните на Куманово. Куманово има богата фудбалска историја, го заслужуваат тоа да ги вратиме на старите добри текови. Дали некој друг бара збор? Милјан Доновски, повелете. Благодарам. Чувствувам големо задоволство, затоа излегов да се јавам, дека постои една позитивна енергија кај сите советници, од страна на сите советнички групи, а и од општинската администрација. Еден проблем кој што со години се провлекува во градот,
на најсоодветен начин да се реши во интерес на граѓаните и во интерес на спортските клубови. Од целава дискусија ми остана нејасно и затоа излегов да прашам дали откако е донесена одлука од надлежните органи овој спортски објект да се даде на користење на општина Куманово, формално правно се обезбедени сите документи за да можат да се стекнат основните претпоставки за идни апликации таму каде што ќе се процени дека може да се бараат средства и за идни градежни инвестициски зафати, бидејќи ако тоа формално правно не е регулирано, можеме ние да зборуваме уште долг временски период, нема да има решение. Прашањето е конкретно. Дали од формален законски аспект општината ги има обезбедено сите потребни документи за да може да каже дека објектот му е доделен на користење? И втора работа, во кој временски период, доколку тоа не е регулирано, Советот на општина Куманово може да добие одговор дека тие прашања ќе се регулираат. Благодарам. Благодарам, повелете Ристовски. Почитувана председателка и почитувани советници, колку што сум информират од секторот за општи и правни работи, значи откако јавното предпријатие за спортски објекти го има доделено на трајно користење, општината после неколку месеци по правните лавиринти и државните институции успева да добие имотен лист кај што е на трајно користење, а неколку месеци со претходниот корисник на спортскиот објект има договарано и разговарано на кој начин ќе биде отстапено. Пред можеби отприлike 10 дена или 2 недели, општина Куманово ги има сменето на влезните врати, катанците, ланците и пропратните елементи за да се регулира начинот на влегување и излегување од спортскиот објект. За жал сега да не ја враќаме дискусијата назад, кај што се наоѓаат трибините во заднината има голем дел од зидот е срушен и може да се влегува слободно. Работиме најверојатно за многу краток временски период, ќе морат зидот да се зазида, односно да се загради, за да не можат секој да влегува во стадионот. Така да во наредниот период општината нормално ќе мора да ги преземе тие активности, затоа што веќе сега е во владењето на општина Куманово и општината мора да се однесува како добар домаќин или стопанственик. Благодарам. Ви благодарам. Дали уште некој бара збор? Нема, ја исцрпевме дискусијата и затоа предлог одлуката за начинот на користење на градскиот стадион Куманово ја ставам на усвојување. Со кревање на рака, кој е за тоа да ја изгласаме оваа одлука? Кој е за? Кој е против? Воздржан? Констатирам дека едногласно со 26 гласа за, ниту еден против и ниту еден воздржан, ја усвоивме одлуката за начинот на користење на градскиот стадион Куманово. Со ова го исцрпевме денешниот дневен ред. Ја заклучувам 42-та седница на Советот на општина Куманово и ве благодарам за денешното учество.